Пописот е демократија, не само етничка бројка. На оваа тема дебатираа представници од НВО Инфоцентарот, Македонскиот центар за европско образование, Центарот за развој на медиуми и 8 септември со граѓанските организации во Тетово. Пописот треба да биде организиран и спроведен што поскоро, и истиот да биде признаен од сите релевантни фактори и целокупното граѓанско општество. Тој е основен сегмент за целосниот развој на една држава, потенцираше Билјана Бејкова од НВО Инфоцентарот. Од она што го имаме како искуство, посебно со завршувањето, односно неуспешното завршување на пописот и прекинување на пописот до 2011 година, дискусијата, јавната дискусија и фокусот во однос на пописот се исцрпуваше главно од тоа, од етничката компонента, односно колку има македонци, колку има албанци, ќе се пребројуваме, дали е процентот поголем или помал и така натаму, и очигледно тука се кршеа копијата и не постоеше политичка волја и политички консензус за негово одржување. Ние сакаме да кажеме дека не сме пописот да биде заробеник на оваа политичка елита и на вакво однесување и на вакво исцрпување само преку етничката бројка, бидејќи пописот е многу важен и е суштинска статистичка операција за една држава од аспект на планирање и на спроведување на успешни политики во сите општествени области. Вие не можете, например, да спроведете успешна политика за регионален развој ако немате попис на населението. Каква социјална здравствена заштита ќе му пружите на населението, на граѓаните, ако не знаете каква е состојбата на терен и навистина што ви се случува во секоја општина, во секоја единица, локална или село или град. Исто така не знаете какви образовни политики треба да развивате, какви институции образовни треба да отворите, колку основни училишта, колку средни училишта, дали ви се потребни градинки ако немате реална визија и не знаете реална бројка за тоа како колкав е бројот на населението. Исто така не знаете, ако не следите какви се миграциите, ако не следите колку луѓе се иселиле, колку луѓе влегли така натаму, тешко дека ќе можете избирачкиот список да го сметате за релевантен. Љупчо Петковски од Македонскиот центар за европско образование додава дека тие нудат решение преку договор на политичките елити. Штом пописот пропаднал поради политичката волја, тогаш решението би било во некаков джентлменски договор помеѓу елитите. Затоа сметаме дека најджентлменски би било да се договорат македонската елита и албанската елита. На следното, доколку пописните резултати покажат дека албанците се повеќе од 25%, за разлика од претходниот попис, албанците би се одврзале, односно нивните елити, дека нема да барат повеќе права од правата што ги уживаат во моментот. Доколку пак пописот покаже дека албанците се помалку од 20%, тогаш македонската елита не би ги проблематизирала правата кои што се веќе стекнати. Знаеме дека никаде во цивилизираниот свет веќе стекнати права не се проблематизираат. И мислиме дека со овој джентлменски договор би се премостиле сите оние можности за политизација, можности за расправи, можности за условите би се на некој начин би се отфрлиле условите да пропадне и секој следен попис. Поради неспроведениот попис, политиките се носат врз неточни податоци. Тука најзасегнати се ранливите групи кои се наоѓаат на маргините на општеството. Пописот како една административна операција, за жал, не успеа да се спроведе како што требаше и кога требаше, и врз основа на тоа се поставува големо прашање на релевантност и на верност на податоците кои ги имаме, а врз основа на кои ги носиме политики за развој. Посебен акцент тука би ставила на ранливи групи и маргинализирани групи, бидејќи тие се најзасегнати. Останатите групи се моćни групи кои преку своји лоби интереси, било бизнис, било другачи политички, ќе се изборат за своји права. Но ранливите групи, тие кои се на маргините на општеството, ги немаме. Ги немаме по бројки, ги немаме по статистики, а ги немаме ни во развојни политики. Никој не мисли на нив, а и да мисли тоа што мисли не е релевантно. Оваа дебата има цел да ја разбуди јавноста и политичките институции за потребата од релевантни податоци за социјалната структура во едно општество. Пописот е алатка за добивање на тие информации и без него донесените политики се базираат врз нереални податоци.